размислувате во тој правец или имате некаква визија во тој правец апропо опасноста за преголема урбанизација, односно каде Скопје би се ширело, бидејќи постојано велиме дека доволно е, нема, Скопје го постигна максимумот, имаме миграција од натрешноста, меѓутоа постојано се гради, постојано се натрупува некако центарот, меѓутоа периферијата станува исто така интересна и веројатно тој што планира развој на градот, ова прашање повеќе би било за градоначалниците или кандидатите за град Скопје, веројатно би размислувал во кој правец град Скопје би се ширил во следните 10 години. Правец ке се движи урбанистичкиот развој на Скопје. Да, па дали би предложил и дали би се согласил, да, бидејќи таа страна нели на кај Сопиште, што всушност е и водно на некој начин е прилично податлива, е така да кажам, за ширење и урбанистички развој на градот. Административно немам сега информација. Не, административно тоа само е фикс идеја моја, не. И како ние мора да размислуваме за подобрена инфраструктура со нашите соседни општини, тоа е Кисела вода и градот Скопје. Секако дека размислуваме на проектирање на нов регионален пат кој ќе ги поврзува двете општини, ќе го олесни сообраќајот, со што ќе го подобриме сообраќајниот метеж меѓу овие две општини. Тука во фаза на мислам во фаза на до завршување и регионалниот пат Сопиште-Сончевград до Водно, така да што тие артерии и те како би го подобриле функционирањето помеѓу градот Скопје преку Кисела вода до општина Сопиште и те како ќе го помогнеме сообраќајниот нели превоз на сите оние кои го гравитираат на овој потек и ќе го олесниме сообраќајниот метеж, односно нема да се случува оние што се сообраќајни црни точки, што би ги рекол, поготово наутро и на враќање од работа да бидат пракса во иднина.